Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Летниот одмор и оваа година за многу граѓани зависи од буџетот. А најчести дестинации се Грција, Албанија и Турција, додека дел од луѓето остануваат во Македонија, особено во Охрид и Преспа. Семејните буџети за одмор најчесто се движат од 800 до 1500 евра. Изборот меѓу море, езеро или планина станува се поголем финансиски предизвик, а изборот на дестинација се почесто зависи, се разбира, од цената. Летен одмор 2026 година. Каде ќе одите и колку ќе ве чини и дали ќе одите на одмор? Тоа е оно што денес сакаме да продискутираме пред стартот на овој нов викенд, иако мора да признаеме дека сезоната за летување започна и се почесто се избира токму месецот јуни како време каде што барем оние граѓани кои што може да се го дозволат тоа, одлучуваат да летуваат. Јуни се подразбира, се избира и како месец каде што аранжманите се уште се водат како надвор од сезоната, што значи се многу по економични и подостапни за фамилиите. Но како и да е, реалноста и вистината ќе ја слушнеме токму од вас преку вашето лично искуство и вашите одговори. Затоа уште еднаш потсетувам, денеска одлучивме во црвена линија да ве прашаме каде ќе одите и колку ќе ве чини. За да одговорите на нашето прашање, односно да учествувате во црвена линија, потребно е да се заврти нашиот број 023070005. Кога сме кај прашањата, се разбира и денес повторно црвена линија во текот на денот објави анкета за да учествувате во неа. Секако ќе потсетам, треба да не заследите на Инстаграм, она што ви треба е нашиот профил, профилот на црвена линија, но и секако да се заследи профилот на Телма телевизија. По заследувањето кликнете на Инстаграм стори. Анкетното прашање за денес е следно. Што може да си дозволите со семејниот буџет ова лето? Овака изгледа нашата анкета на Инстаграм стори. Овој пат имаме 4 опции за одговор. Односно, под А – море, Б – езеро, В – планина, Г – нема да одам на одмор. Кликнете на полето кое што го содржи, почитувани, вашиот одговор. Така учествувате во анкетата, а пресметувањето на резултатите е секогаш во проценти. Анкетите ги објавуваме кон крајот на секој едно издание на црвена линија во живо. Секако ги соопштуваме резултатите, но остануваат објавени на Инстаграм стори, затоа потсетувам да следете на Инстаграм црвена линија и Телма телевизија. На самиот почеток, особено ќе потсетам дека сте добре дојдени сите и верувам дека токму од вас ќе можеме некако да ја креираме оваа слика кога станува збор за изборот и можноста за заменување на летен одмор. Односно, каде ќе одите, дали ќе одите на одмор и всушност како ја избирате дестинацијата и секако местото каде што сакате да го поминете одморот, доколку одлучите да го направите тоа. Што е она што е пресудно за вас? Дали буџетот останува пресуден или пак можеби изборот е секогаш да приоритет има можеби амбиентот, изборот на активности, она што го нуди таа дестинација. Секако одговорите ги очекуваме од вас. Јас ќе се обидам и ќе го речам првото добар ден, за да веднаш стартуваме со црвена линија. Верувам дека веќе имаме некого на линија. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Ве слушаме, па и да почнеме од вас дали планирате и ако планирате, каде ќе заминете на одмор? Па бидејќи време уште пролетва е многу жешко, значи планираме на планина. На планина е добро, барем ладни ноќи, пријатни, шетаме ни шума, така да тоа е пријатно. Иначе за одмори граѓаните одат на одмор претежно. Што да прават ние сиротите, селани нон-стоп работат. Еве пченицата треба да ја жнеат, а не му ја плаќаат добро. Овие наши политичари се мислат за себе си. Тоа е проблемот. Јаш немаме храна, се увезува све.
и никој не води сметка за тоа. Се издеси, например, Филипче, уставни промени. Шо че не се управни промени кога немаме храна, кога немаме за луѓето одмори, основни средства, пари за да оди на одмор. Што ќе прави ако не појди на одмор? Добро, а што да прави овие во село што работат на одмор, а не му ја плаќа ни пченицата, ни млекото, еве го истура. Млекото му го откупува по 30 динари, а се продава по 90, 3 пати. Му додава млеко во млекарите и се продава по 85, а му откупува по 30. Дај политичари нека се нафата нешто за држава, а не за собствените потреби и партиски интереси. Стварно. Ако се да ги смениме политичариве, што не можат тие образовани се, ама не се практичари. Така, големо благодарам што се вклучивте во Црвена линија, секако со вас и ја започнуваме оваа дискусија. Подсетувам за оние кои што можеби ја верувам ќе имаме такви за прв пат ќе сака да споделат со јавноста, односно каде пред се вие лично би оделе на одмор оваа година, што е пресудно при изборот на дестинацијата, значи сето тоа останува нели во рамките, ја верувам, и на можностите, но понекогаш и желбите се разликуваат на начин на кој што можеби, еве, ако е премногу жешко времето, како што рече гледачот, многу мина апсолутно размислуваат да одморот го поминат на планина. Дали ќе се одлучите за домашен туризам, дали ќе се одлучите за море, планина, езеро, се разбира, сето тоа оставаме на вас, но оно што сакаме секако од вас да слушнеме, ќе има ли и доволно пари за летување ова лето. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Баш ми е мило. Вака се, ве слушам од преска, многу интересна тема. И ако дозволите едно по-другачие мислење. Секако. Така. Вака се, ја мислам дека треба кај нас во Македонија да се измисли нов спорт. Може би тоа може да го предложиме и на Олимписки игри да биде. Значи тоа го има само кај нас во Македонија, значи најомилен спорт на нас македонците ни е да се фалиме колку, каде и како отидовме на одмор. Така да не знам дали ме сватите, кој ме свати, тоа е тоа. Ајде, според вас, дали секој има таа можност, се извинувам, дали ме слушате? Да, ви се чини ли дека секој еден граѓанин во оваа земја има можност, како што рековте, да го практикува овој спорт, односно да се пофали дека бил некаде на одмор? За жал, многумина немаат, ама и тие што немаат, се во стање да земат кредити, брзи, вакви, такви, спори, секакви кредити, само да се отиде на одмор, да се покаже пред комшијата, пред овој, пред оној, дека бевме, еве и ние не застануваме. А потоа што ќе гладуваат 2 години, 3 години, не е битно тоа. Битно да се покажеме пред комшиите. Тоа е страшно. Кога не би било трагично, би било смешно, ама за жал е трагично. Еве сега кој вас ќе ве прашаме, дали ќе одите вие на одмор, еве? Да, ја и кога идам негде кај што сакам да идам и кога сакам да идам. Така, благодарам многу што се вклучевте. Интересен одговор. Секако секој едно ваше мислење, почитување е добре дојдено во Црвена линија. Оттука и се разликуваме, бидејќи секој еден граѓанин има свое видување, свој став, свој одговор. Не само на оваа тема, туку и на секоја една во Црвена линија. Тоа не прави препознатливи, верувам, поинакви од се останато. Па продолжуваме со вас. Добар ден. Еве, можевме да слушнеме интересни одговори. На самиот почеток гледачот секако истакна дека особено во летниот период најголем предизвик во однос на работата и ангажманите имаат токму оние кои што се во земјоделието, кои што навистина во овој период и како имаат многу работа, а многу помалку можности навистина да си приуштат одмор. Но издвои дека со оглед на тоа што еве јуни како никогаш досега е препознатлив по екстремно високи температури. Например, гледачот издвои дека секогаш планината е негов избор. Ви се чини ли дека еве
сме она што го спомна и гледачот пред малку, односно дека треба да се воведе една олимписка дисциплина како спортска дисциплина, а тоа е фалењето кој, каде и кога и колку бил на одмор. Добар ден. Добар ден. Убав ден во црвена линија, сте повелете. Значи, пред мене што зборуваше млад човек и како може да мисли он за комшиите, не ми е јасно, пошто сега веќе со комши не живееме и за светот не живееме. Меѓутоа, одморот е потребен и никој не оди заради комшиите на одмор. Потребен е одморот и јас не можам да одам на одмор. Не само што не можам, него не сум ни била 20 години на одмор. Ето тоа ми е муабетот. Секако, кога станува збор за годишните одмори, имате ли впечаток дека таквите потреби ретко се пресметуваат во онаа потрошувачка кошничка? Па во новата веројатно не се воопшто пресметани. Мислам дека не е пресметано ни до парк да се отиде, а не па на годишен одмор. Затоа што и до парк да отиде фамилиарно некој, ќе му треба доста пари. Но кога еве би имале можност, а јас верувам дека еве оваа година ќе се дочекате едно пријатно изненадување, се разбира да уживате и вие во одмор по толку долго време. Дали изборот би бил домашниот туризам или можеби би избрале некоја дестинација која што возможно? Изборот би бил Хвар, кога веќе сонуваме. Кога веќе сонуваме, тоа би било хрватското приморје. Да. Драго ми е што се вклучивте и сега кој што бевте дел од црвена линија, а во името на нашата редакција. Да, само тоа ми беше интересен тој млад човек, он за комшиите. Ајде не бригајте за комшиите. Така, сакам навистина да ви посакаме да бидете меѓу оние, особено уште оваа година, еве, да се случи тоа да после толку долго време токму одмарате на Хвар, каква што е вашата желба. А верувам дека гледачот пред малку кога зборуваше за таа спортска нова дисциплина меѓу нас, граѓаните, а тоа е надпреварот кој каде бил на одмор и особено во последно време и како си поминал и колку потрошил, кога мисли на комшиите, односно на соседите, најверојатно мисли на онаа трка која што се случува и меѓу социјалните медиуми, односно како велат, ако не сме се сликнале, како и да не сме биле. Па еве, нека завземе некаква динамика оваа црвена линија. Драго ми е што на самиот почеток имаме една интеракција, интересни одговори, па нека продолжи црвена линија во таа насока. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Ајде да почнеме, еве, ви се чини ли дека она што го слушнавме досега е така? Не. Видите, се е различно, кој има потреба да оди на одмор, ќе оди без разлика на средствата, дали ги имат или ги немат. Тие што нема, сигурно, мислам, треба им се помогне некако државата, им се најде некој начин. Не е битно тоа. Ја може да го кажам следно. Мојата сопруга работи односно просветен работник. Нејзиниот одмор почине од негде од јули, негде половината на јули. Во најголемиот тек, во најголемото жешко. Во најголемата жештина, каде што е најмногу и најскапо. Просветниот работник не може да дозволи толку многу на пата, да патува за по 3.000 евра, пака за 10 дена, исто така и јас. Така да мислам дека Министерството или било кој друго, да влада, дали ова или наредната, било кој дека се најде некој начин да се преземе за тие просветни работници, како дел, односно средношколците или било кој друг кој што веќе го почнуваат за 10 не завршува школската година, да им се најде на просветните работници да можат да заедно со нивната плата. Така да бидат пофлексибилни во однос на тоа кога може да треба да биде. Државата треба да искочи да биде пофлексибилна, да сепак дека тоа најголемата жешка, без разлика дали имаме мали деца или големи деца, не се издржува. Секако тука е стартот и на најскапата сезона, јули и август. Тоа е токму така и затоа замолувам ако некој може да се најде од Министерството да реши овој проблем со просветните работници.
Одлично, благодарам многу. Еве драго ни е што еве укажавте и на ова. Се разбира кога станува збор за годишните одмори, покрај тоа што нели навистина пречка може да биде пред се да биде буџетот, односно финансиските можности, неретко се случува и можноста кога и како може да се земе тој одмор и дали може да се земе во период кога, како што истакна гледачот, е далеку се поевтино и секако по не толку жешко, но јуни во овој период од годината, барем изненадувачки, е извонредно жежок, но сепак влегува во месеци кои што се вон она скапа туристичка сезона. И некако, ако некогаш сите неретко одаа и заменуваа на одмор токму во месец јули, па и август, сега се почесто одат избираат времето да биде јуни и септември. Одлични одговори, навистина благодарам еве што сте вклучени и јавноста сега која ја информирате во однос на вашите ставови. Продолжуваме со тоа темпо. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Така, еве јас се јавувам од едно прекрасно село измеѓу Битово и Прилеп. Така, ќе го откриеме ли името на селото? Тополчани. Тополчани. Во ред, Да. повелете. Да. Сега за темата за дали сум вклучена во телевизија? Да, ве слушаме внимателно, продолжете. Еве вака. Дали ќе одите на одмор и дали ќе има доволно пари? Јас мислам дека ќе има пари, ако му се одземат на оние во зидов што беа зиданите пари, можеме комотно, ако не појде Полонија, Македонија, можеме да појдеме барем до Претор. Или до Ресе, или до Охрид. Дали тоа точно така? Еве, според вас и во однос на можноста кој кога може и сака да оде на одмор, Да. гледачот рече дека просветните работници некако се лимитирани токму кога е месец јули и летниот распуст. Добро, за нив може, ама за 10 дена може да оддели секој. Може да оддели секој, само во прашање се парите што ги крадат и немаме доволно сите да појдеме барем 10 дена. Ви се чини ли дека може би државата треба да овозможи можност да има летување и за најранливите категории? Барем малце барем, за 10 дена. За 10 дена, ако не повеќе. Така, поздрав до вашите сожители во Тополчани, драго ни е што не следите и секако што се вклучивте. Почитувани, постои можност да бидете инволвирани во црвена линија секако и преку социјалните медиуми. Ке ве упатам на нашиот профил, се разбира црвена линија, но и профилот на Телма телевизија, заследете го на Facebook. Еве како изгледаме денес. Прашањето е: ќе има ли доволно пари за летување ова лето? Пристигаат коментари, така да како ви е полесно, се разбира секогаш сте очекувани и драго ќе ни биде да бидете дел од црвена линија со вклучување во живо, но и преку коментарите секако зимате удел, а нив ке нешто подоцна ќе почнеме и да ги читаме. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Секако, вие редовно не се јавувате од Охрид, ако не се лажам. Така е. Така, па еве, ќе има ли доволно пари за летување барем во Охрид? Не е проблем. Значи, меѓутоа, прво сакам да кажам дека секој кој е на работа, пожелно е во текот на годината, барем една недела, ако не повеќе, да отиде некаде на одмор. Ако не може да отиде надвор од границите, да дојде до Охрид, до Преспа, до Дојран. Значи, тоа е пожелно. Ја лично за себе ќе кажам, јас сум секој ден на одмор, но не смеам да се капам во никаква вода, да речеме, освен по туш, по здравствени причини, мозачен удар. Забрането е за нас капење во текучи води. Сега, едино јас ќе се потрудам, ќе ми дојдат черките, внуците, па и пара внуците најверојатно. Јас ќе видам само домаќин и ќе ги обслужувам онолку колку што можам, ама повеќе тие ќе работат колку дедо што може да работи. Ја ми се чини дека пак да се вратам назад, значи, одморот е потреба, не е луксус. Меѓутоа, одека треба, да речеме, да се одредат дали ќе бидат одморадишта, дали ќе бидат одреден вид хотели, каде што, значи, работникот ќе има право на попуст, тоа да субвенции да дава државата
за значи да се помогнат тие што ќе отидат на одмор во тие објекти и што се вика со на некој начин да барем на да се малце од малце помогне и да може колку може повеќе од граѓаните да отидат на годишен одмор, да го почувствуваат летото, жештината и кога ќе се вратат да видат со полни батерии. Благодарам, поздрав. Благодарам многу за вклучувањето и секако за вашето учество. Останете и продолжате да не следите понатаму. Она што е интересно, а секако оние кои што ја следа и утринската на Телма, има, верувам, можност да ја слушнате и изјавата на Елвир Садиковиќ, кој што е лиценциран туристички водич. Сега ќе побарам секако да покажеме како изгледа тоа. Ви треба профилот на Телма телевизија на Facebook да го заследите и секако објавено е на зидот оваа изјава каде што истакнато дека Скопје се најде на листата на 10 најдобри градови за соло патувања, но сепак беше истакнато дека градот има и недостатоци со чие надминување ќе се привлечат уште повеќе туристи. Но секако ние нели како граѓани сакаме да бидеме туристи. Па еве, ви се чинили дека ќе има и доволно пари за ова жешко ново 2026 година лето. Односно, дали ќе одите на одмори, што е она што е приоритетно во изборот на одморот, доколку се планира, дали е тоа море, планина, езеро, дали е тоа домашен туризам, рурален туризам неретко и секако или можеби некакви си поинакви дестинации кои што се воно до ние стандардните. Добар ден. Добар ден, Тина. Игор, битолчани одат ли ова време на одмор? Одат на одмор, јас имам пензија, ќе одам во Охрид за 3 дена, може на недела, но годините си стигна до 56, 55, 56. Сега, моето, јас одев и Грција, и Хрватска, и Бугарија, се одмора, не можам поќе, не можам. Еве, дали ви се чини дека и државата може нешто да направи за оние кои што некогаш можеле да летуваат, сега повеќе не? Односно да излезе во пресред со некакви си субвенции или помош во однос на најранливите категории? За ранливата група категории може и државата да одвои социјално, пензии, плати, може да одвои да му даде нешто. Еве, например, не знам зашто се укина и солидарното имаше, обитоа солидарно имаше и то се укина 5000 беше. А имав еден комшија кај мене, го земаше само тоа. И тој беше толку среќен со тие 5000, живееше стони. Јас земам пензија на наследен од татко ми и мојот труд. Така. Ама сам живеам и Охрид ќодам и базен обитова. Поздрав до базен во... Така, благодарам многу. Понекогаш и самите градски средини се разбира имаат градски базени кои што се изборот секако секојдневието, барем за оние, особено децата и младите кои што сакаат летните денови да ги поминат и во забава и секако покрај вода. Но она што останува секако како прашање е дали ви се чини дека секој ден има и доволно пари за летување ова лето. Добар ден. Ало? Добар ден, Црвена линија. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас во Црвена линија, сте повелете. Да, Суза, зашто се јавувам од Кавадарци. Поздрав до кавадарчани. До Здраварки на Телма. Салатина. Суза, да, со 23 награди. Одлично, конечно и тука во Црвена линија. Па еве, да ве прашаме од овој агол, се има ли доволно пари за летување ова лето? Не знам, од моја страна, јас не. 20 со мала пензија, не можеме. А дали може да се направи нешто и Заврти на Телма, да се најде спонзор, барам 5 дена на бања, ни поставите со
реома со такви работи нешто. Дали ви се чини дека и државата би требало да изнајде начин да ги спонзорира најранливите категории, односно и секако секој ден да има ваква или онаква можност да приушти одмор, односно да го има тоа искуство? Јас повикам да се може нешто кај вас на заврти на телма да се најде спонзор. Добро, верувам ве гледаат, ве слушаат. Тоа оставаме на нив. Дали, става Тина. Благодарам многу што не следите, се разбира, и во Заврти на Телма и секако што останавте дел и од Црвена линија. Почитувани, секако не секој еден може да си приушти одмор, но оно што може би е па слободно ќе речам тажно, дека не е само нели да можеш да одиш на одмор, понекогаш навистина човекот сака до својот животен век да посети дестинација за која што сонува и му е најголема желба. Но можевме да слушнеме дека ете понекогаш се случуваат нешта кои што навистина не се предвидени, па така за жал некои од граѓаните дури повеќе и од 10-20 години не одат на годишен одмор. Па се имали воопшто пари според вас да се истера еден одмор, особено оваа 2026 година? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Некој оди 4 пати во Дубај, некој јади леп само, процек една штите во Дубај, значи, процекот во Македонија. Ова што ни се случува, нешто пред нашите очи, не ни е јасно, уште сме во заблуда, уште сме во некој сон. Сето ова случување се случува. Државниот тимот го ограбија комплетно, го ставија на нивни сметки и заминаја во странство. Таму отворија банки и оттаму ни даваат кредити сега во Македонија да ги врати денек, да профитира уште нешто од Македонија. Има многу такви случаеви. Другиот пак гради во Дубај, веќе згради. Сегашниот од Социјалдемократски сојуз веќе има виза изваено. Ајме, ви се чини ли дека државата може да овозможи на некаков си начин граѓаните да оние кои што не потребно? Зошто? Не може да овозможи, не ни очекуваме од државата. Државата е ограбена, само да тргни за напред, да дај господ државата, господинот Мицковски да успеи во сето тоа нешто, но да е Каде ќе полика и одите војска. вие годинава на одмор? Еве и тоа да искористам додека сте на линија да ни откриете. Каде? Заград. Во Задар? Па Задар е убава дестинација, не знам. Заград. Заград. Добро, благодарам многу за јавувањето. И секако навистина ми е драго што имаме една навистина динамична интеракција и можевме досега да слушнеме интересни одговори. Ајде да ги слушнеме и односно да ви ги прочитаме коментарите кои што пристигаат на Facebook. Бидете активни, се разбира, на социјалните медиуми, така да ќе почнеме со она како одговор што го напиша Тихи Дон на прашањето ќе има ли доволно пари за летување ова лето. Тој напиша, преклани не бе во Грција, лани не бе во Турција, ова година не сум во Египет, следната ќе видиме. Па дали повеќе не сме или сме? Интересен одговор од Тихи Дон, ќе му се заблагодариме. Па еве, оваа година дали ќе бидеме на одмор или подобро да редиме каде се нема да бидеме на одмор. Добар ден. Ало, добар ден. Црвена линија, ве слушаме. Добро тилче, овде гледачов си Николе. Поздрав до вашите сограѓани кои гледаат Црвена линија. Видите, ние како пензионери немаме толку услови да идеме, али ја би преферирал повеќе на планина да се води како пензионери, на подладна сејка со ладно пивце и така, разбираш. Ние немаме намера да идеме на море или у Дубај да идеме таму кај што не може да отидеме, не? Порано имаше во наше време, ја сега сум пензионер во 80 години, а на тогаш имаше работнички одмаралишта, па може работникот да си приушти едно 5-6 или 10 дена иде на одмор, имаше во
Охрид Антон Дуко, пример, во Дојран имаше исто работнички барари са кампови и можеше да се отиде. А сега кој има со мала плата многу тешко може да одвои. А ви се чини ли дека ве може да се активираат такви одморалишта кои што ќе бидат во интерес на ранливата група? Битно е мало за такви, за работниците, одморот е потреба за секој што работи, да речемо, 365 дена, треба да одмори бар 10 дена. Ето, тоа е проблем. Благодарам многу за одговорите и поздрав уште еднаш до вас. Останете и понатаму да не следите. Инаку на почетокот на оваа година со оглед на новонастанатите и геополитички случувања се разбира беше најавено дека летната сезона 2026 година започна некако да се обликува како една од најскапите досега за македонските туристи, односно сето ова беше некако најавено во месец март на самиот на почетокот на новата летна сезона. Односно она со што може туристите да се соочат е со повисоки цени на авионски билети, гориво, туристички услуги, односно сето тоа е само поголем притисок врз семејните буџети. Па еве, ке и се имали според вас и доволно пари за летување ова лето, доколку одите на одмор, кој е вашиот избор и врз основа на што ја бирате дестинацијата и типот и начинот на летување? Добар ден. Здраво, Тинче. Поздрав до вас. Голем поздрав. Благодарам. Убав викенд да ви посакам на сите во Благодарам. Телма. Вака да ти кажем, од одмор има ли нешто поубаво, Тинче? Ние кад идешемо на работа, нели, додек беше државно, толку не шеташе, толку идешемо Грчка, Ровин, Тиват, имашемо толку убави, да ти кажем, од сите градови, абе од убаво, поубаво. Толку сам се убаво спровела додек беше државно, после Тинче како не оставијане или стечаите, затворијани фирмите, оставијане на улица и морашемо да се снаодимо кој како знае. Нели, па идешемо, нели, пензионерите некако се снаодешемо, убаво е, кој си има пари, нека си иде, и ја да ти кажем, гледам за дечињата, унуци, нека се живи и здрави, нека идат, нека се шетат, нека, ама гледам ги и они, да ти кажем, колку чудат се крај со крај, нели, дечиња ни ситни, мали, а кој може, Тинче, да ти кажем, али некој да помогне сега за одмор на некога, не веруем. Овие што се главните, они ако треба ќе шетат, ќе идат, не знаат од пари више што работат, бар има многу шанси. Видела сам се што сам работила, пожалила сам се на една шефица, знаеш, видим што се иде надоле, се крадне и викам, дај бе, викам, што е вој? И она знаеш што ми рече, Тинче? Ајма па ти што се секираш, вика, ако можеш, земи си нешто ти па и ќути си. И ја да ти кажем, Тинче, оттъкна вам, толку се разочара и знаеше дека довој ќе дојде, ама нека ни служи на чест, нека се снаодимо да сме живи и здрави, Господ да не чува и мене и вас сите во Телма, да ни придавате овакви убави работи. Благодарам, ви посакуваме ние се најубаво и секако исполнување на вашите желби. Па, дали се повеќе нереална желба станува за граѓаните на оваа земја летување и одморот со ништата? Ви се чини ли дека ќе има ова лето и доволно пари за летување? Добар ден. Добар ден. Добар ден, бе, слушате ли? Да, одлично, повелете. Ова лето со жена ми, сакам да кажам добар ден на цела Македонија. Со жена ми на одмор ќе одам во Австралија. Ако има авион, имаме карта обезбедено, за следниот месец ќе одиме за Австралија. Дали тоа значи дека ќе одиме кај роднини, кај пријатели или одиме онака како... Имаме пријатели во Австралија и таму кај нив ќе одиме. Имаме најавено 25 дена, 25 дена, али беше дена ќе бидеме кај нив. Па еве, дали се чувствува тоа дека навистина оваа нова сезона ќе биде далеку поскапа во однос на авионските карти или... Не, види, Македонија ништо не е скапо. За некој е скапо, за мене не е, не знам. Па еве за оние кои што навистина не можат, испаѓаат меѓу најранлива категорија, дали ви се чини дека можеби треба да се активираат одморалишта и државата да излезе во пресред, за да бидат меѓу оние кои што навистина ќе уживаат малку во одмор? Абе, слушај, сестро,
Македонија е една сиромашна земја, знаеш од тога стана? Од кога се одвои од Југославија. И еве, овој сега само гледам, го слушам овој председател на таа партија, сега новиот. Убаво секако да си поминете вашето патување во Австралија да биде посебно и незаборавно. Ви се заблагодарувам за учеството во Црвена линија, но времето е 90 секунди предвидено за едно вклучување. Сега веќе времето е предвидено да ги погледнеме рекламите, а потоа ви ги соопштувам и резултатите од анкетата. Па ајде да видиме како одговорија оние кои што нас следат на Инстаграм, да следете и учествувате веќе од понеделник во новите анкети на Црвена линија. Денес прашавме што може да си дозволите со семејниот буџет ова лето. Па еве ги резултатите. Под А море одговорија 32%, под Б езеро 5%, под В планина 16%, под Г нема да одам на одмор 47%. Почитувани, благодарам многу за денешното издание на Црвена линија, кое го креирате секогаш вие. Се гледаме во новото од понеделник. Имајте убаво попладне и останете со Телма. Следува Нексус.